вечер, 24 анализа, добре дојдовте. Законското решение за амнестија за крававиот четврток е подготвено. Деталите се уште никој не ги знае. Председателот на подгрупата која што работеше на законското решение, Зекир Амшиловиќ, вели дека изнајдена е правна селекција како ќе се прави дистинкцијата за тоа кој ќе биде амнестиран, а кој ќе одговара за настаните од 27 април, но каква одби да каже. Рамчимиловиќ вели дека останува она што го најави и премиерот Заев, дека насилниците и организаторите нема да одговараат. Односно ќе одговараат, нема да бидат амнестирани. Како ќе се прави правната селекција на одделот обвинетите, кој ќе биде амнестиран и кој од 33 ќе има спас од евентуален затвор, иако сите 33, односно 31 се обвинети за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, а 2 за помагање на истото дело. Ке има ли одговорност за политичкиот пазар, за обвинението за еден од најцрните денови во македонската парламентарна демократија, дали селективната амнистија ќе значи и упад во судството и во обвинителството, особено бидејќи паралелно се одвива и судскиот процес за ова дело. Ова се само дел од тезите за кои што вечерва ќе бараме одговори. Јас сум Душица Мрѓа Ковачев, а вечерва гости во 24 анализа со универзитетската професорка Миријана Најчевска. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Ви благодарам што прифативте поканата. И дел од адвокатскиот тим на одбраната, адвокатката Ружица Николовска. Добро вечер, добре дојдовте. Адвокат на Горан Ѓушевски Леви. Добро вечер, благодарам на поканата. И адвокатот Игор Кичец, адвокат на претедникот Крсто Муковски. Добро вечер. Добро вечер. И благодарам и за ова што сте вечерва тука. Пред да почнеме со сите овие дилеми, јас предлагам да ја видиме изјавата на Зекир Амшиловиќ денеска во собранието. Најдена е правна формулација и направена е јасна дистинкција помеѓу лицата кои што се организатори на настанот и насилниците, значи на 27 април. Но исто така, она што сакам да го спомнам е дека оставивме можност во предлог текстот за сите оние кои што сметаат дека или сакаат да го продолжат процесот, истиот предлог текст, односно закон понатаму, ќе треба, значи, секое лице опфатено во процесот да поднесе барање за амнестија од понатамошната постапка. Рамчиловиќ вели дека е најдена правна формулација како ќе се прави дистинкцијата на тоа кој ќе одговара, кој ќе биде амнестиран. Како не кажа, тоа е прашањето, мислам дека најчесто новинарско поставувано изминатиот месец до претениците во собранието, меѓутоа до сега никој не даде конкретен одговор. Професорка, како би се направила правната селекција на тоа кој ќе биде амнестиран, а кој не, за 33 обвинети за едно дело? Добро, ја прво навистина сакам да кажам дека јас сум едно од тие кои што се против амнестија, посебно против така чести амнестии како што почнаа да се случуваат во Република Македонија. Меѓутоа, она што мораме од почеток да го имаме предвид е дека самата амнестија е политички чин, значи има многу малку со правото, таа има правна форма, има законска форма, се носи закон за амнестија, меѓутоа во суштина се носи од политички причини и за решавање на одредени политички ситуации. Она што формално правно може да се направи е да се групираат на некаков начин учесниците во самиот настан. Јас лично не би рекла дека има две групи на учесници, според мене има 6 групи на учесници и треба на различен начин да се третираат, од кои што 4 никако не треба да подлежат на овој закон за амнестија, а прво тоа се организаторите, меѓутоа оние во позадина организатори, оние кои што стојат на вистина од позиција на власт, кои што успеале да го подготват целиот настан и тие никако не треба да бидат амнестирани. Втората група според мене се водачите, значи тоа не се организаторите, туку оние кои што ја предводат масата, оние кои што со месеци создаваа
атмосфера на омраза, тие кои што повикуваа на линч, тие кои што ги поведоа масите да влезат внатре во собранието и со кренати раце стоеа таму и слично, и тие не треба да бидат амнестирани. Според мене трета категорија се сите службени лица. Значи, ја лично би го проширила обвинението на секој можен човек кој што бил полицаец во униформа или без униформа, вработен во државата и слично, кои што на вистина не треба да бидат амнестирани под никаков случај, бидејќи тоа се оние луѓе кои што всушност би требале да ги штитат луѓето. И кај нив дури и пасивното неделување треба да биде препознаено како многу голема вина, и во секој случај четвртата категорија се тие луѓе кои што тепаат, тие кои што беа насилни, заради тоа што тоа се луѓе кои што се опасни за заедницата. Значи, кога тие се решиле да тепаат пратеници, многу лесно можат да излезат утре на улица и да тепаат и други граѓани. Според мене, амнестирани треба да бидат сите луѓе кои што биле дел од толпата. Ја лично мислам дека меѓу нив има многу заведени, многу изманипулирани, луѓе без соодветни информации и слично, и дефинитивно тие треба да бидат амнестирани, посебно ако не биле дел од она што представува било кој облик на физичко насилство. И според мене таквите луѓе не се ни уфатени со обвинение. Апсолутно, и според мене треба да бидат амнестирани пратениците од чисто политички причини, заради тоа што да, ја мислам дека законот за амнестија треба да биде искористен за политички дел, меѓутоа под еден услов. Јас лично би го поставила условот да бидат амнестирани во моментот кога ќе гласат за уставните промени, да поднесат оставка заради тоа што мора да бидат препознаени како недостојни за вршење на функцијата пратеник. Ги споминавте пратениците според обвинението, а и според снимките, дел од нив се директно одговорни за отварањето на вратите на собранието, пошто влегоа насилниците. Како насилниците одговараат, а тие што има возможност да влизат и да тепаат, да бидат амнестирани? Значи, пратениците не се тие кои што треба да го штитат собранието. Пратениците немаат таква дејност, си има служби кои што се одговорни за спречување на насилство во собранието. Значи, пратениците ништо не би можеле да направат доколку во целиот акт не биле инволвирани службите. Службите се тие кои што треба да одговараат. Ке зборуваме повеќе на овие детали, да ги внесеме останатите гости во дебатата. Господин Кичец, според Рамшилович, сите оние што ќе сакаат амнестија ќе треба да поднесат барање. Вашиот клиент веќе го напишале барањето за амнестија? Морам да се оградам малку, ме најавивте како бранител, да формално правно сум. Формално правно се уште. Сум бранител на Муковски, меѓутоа сметам дека повеќе со оглед на правецот на движењето на одбраната, откажување од доказите и слично. Де факто одбрана? Да, имаше одбрана, имаше 20 на сведоци од кои се откажавме, имаше други докази кои се повлечени и вклучително исказот на не дава своја одбрана како доказно средство обвинети од Муковски, и заради тоа се намали потребата од правна поддршка на одбраната, така што од практични причини веќе не сум често присутен на рочиштата за предметот за 27 април, се извинувам. Морам да кажам дека со сиот почит према професорката не се слагам во повеќе точки со неа, затоа што таквиот начин кој го сега го елаборираше накратко, ја разрушува тотално правната сигурност во државата, со согласност дека се работи за политички чин. Амнестијата е политички чин и нема оправдување, според мене, дали некој бил пратеник, се десил, еден не бил настан, и како што мислам дека е во духот на политичките ветрови кои дуваат, да се пристапи кон помирување на граѓаните во државата од било која провиниенција, и ако е амнестијата покрај во функција на изгласување на уставни промени и во функција на помирување и зголемување на единството на граѓаните, тогаш
за мене е оправдана како политички процес повторно, ти кажам, а начинот на кој што се врши дистинкцијата која предлага професорката, сметам дека ќе остави длабоки траги и долгорочни во вербата во правниот систем, бидејќи ќе има различни аршини за различни луѓе, бидејќи доколку е таков законот, под притисок на законот обвинителството не ќе може слободно да или ќе може слободно, меѓутоа никој нема да му верува да го креира обвинението, да го изменува, да го изменува за други дела согласно учеството во настанот на поедини учесници. Професорката исто така употреби еден збор што мене ми се допадна, дека тие што ја предводеле толпата. Јас од почетокот сметам дека во тоа кривично дело околу толпата треба да се движи квалификацијата на од старт, меѓутоа тоа е работа на политиката на гонење и гледањето на работите на обвинителство. Така што сметам дека ќе има доста проблеми околу имплементирање на законската регулатива, онака како што е представена сега, ние не го имаме видено закон. Како според вас правната селекција да се направи, бидејќи власта е децидна дека ќе има правна селекција со закон? Според мене е тешко да се направи правна селекција без преквалификација. Значи, тоа е од практични причини. Меѓутоа, јас би бил потолерантен према сите извршители, независно доколку има политичка волја за да се тргне напред, би одел со пошироко решение, полиберално, нормално, ако ето да ги, бидејќи не се дел на постапка, организаторите можат многу лесно да се дистанцираат и во оваа фаза. Зборуваме за овие 33 обвинети што се со актуелно обвинение. За нив би морало да се оди полиберално, според мене, за да биде праведно. Комплетна амнестија, мислите? Па и до... Или комплетна амнестија за сите, или делумна амнестија. Значи, амнестијата не мора да подразбира целосно ослободување од гонење. Може да има и други форми. Меѓутоа, законот не ми е познат, така што не би сакал повеќе да шпекулирам. Не ми одговоривте само куса, Крсто Муковски рековте формално правно сте, не сте виште чисто на судењата, меѓутоа имате контакти, предпоставувам. Муковски е еден од тројцата клучни братиници кои што во 5 до 12 го спасуваше двотретинското мнозинство за отворање на уставот. Да, така излеза. Само неколку часа пред тоа беше прифатена гаранцијата и пуштен да се брани од слобода. Муковски ќе поднесе барање за амнестија? Морам да бидам искрен, не сум разговарал на таа тема. Меѓутоа го препознавате? Препознавам, бидејќи активно учествува во предлози во собрание, во работата на собрание. Мислам дека ако е таков законот, сигурно пред тоа тој е еден од креаторите на политичката волја во собрание, како пратеник, по функцијата на пратеник. Тој треба да одговори на ова прашање, меѓутоа мислам дека сигурно би побарал ако е тоа законски услов. Господин Николовска, вие сте и формално правни и присутни на рочиштата за судењето за 27 април, вчера и завчера вашите сведоци сведочаа. Колку вашиот сведок, вашиот клиент, се извинувам, ке бара амнестија, бидејќи според Рамчилович сите ќе треба да побараат? Видете, пред да одговорам на ова прашање, она што сакам да го кажам е следново. Се сложувале ние или не со амнестија, амнестијата е предвидена и со нашиот кривичен законник, тоа е членот 113. Тоа апсолутно подразбира дека на државата и останува правото да ослободи од гонење одредени сторители или да имаме потполно или делумно ослободување од извршување на казна. Покрај тоа што е предвидено во законот, амнестијата и давањето на амнестијата е една и од надлежностите на собранието, како законодавен дом,
што впрочем е предвидена и со Уставот на Република Македонија. Па во таа насока, она што го слушнав сега и од мојот колега, и од професорката, би сакала да споменам дека може би теоретизирањето на целата оваа ситуација е лесно, но верувајте, во пракса и онаму во судница не е баш така едноставно. Значи, кој би требало да се опфати и како би требало, во овој момент искрено не би можела ни да одговорам во ситуација кога немам пред себе конкретно решение. Слушнав од изјавата дека веќе е изнајдено решение, односно како што најави пратеникот, најдена е правна формулација во која што споменува организатори и насилници. Би се сложила во еден дел со професорката, точно е дека амнестијата е политички чин. Меѓутоа, од друга страна, треба навистина да се внимава и во делот на амнестијата, поготово спрема оние лица, 33 во онаа судница, бидејќи сепак зборуваме за човечки судбини. Ѓушевски Леви ќе бара амнестија. Видете, ова е денеска. Ново, значи сега ја слушнав информацијата и денеска немавме судење, што значи дека немав ни можност да разговарам со мојот штитеник, се разбира дека утре ќе се видиме и не би можела сега во оваа фаза да зборувам во негово име. Во делот коментарите и прашањата на новинарите Рамчиловиќ, иако беше многу скржав во одговорите, јас би кажала, вели дека сами ќе се препознаат во делот пресконференцијата оние што ќе бидат амнестирани, оние кои што ќе останат да бидат гонети. Вечерва информација на порталот, сакам да кажам, која што лицитира сумиња, порталот се повикува на собраниски извори, меѓу кои дека амнестија освен за Митко Чавков, Оливер Радулов, Сашо Марковски, нема да има ниту за вашиот клиент. Знаете како? Оваа информација, да, точно ја слушнав сега од вас и тоа непосредно и пред емисијата. Меѓутоа, тоа е една, би рекла, медиумска шпекулација во овој момент и лицитација со имиња. Како ќе биде и што ќе биде, ќе дознаеме оној момент кога ќе имаме официјални и званични информации. Но знаете како? Како адвокат и како бранител во таа судска постапка, уште од самиот почеток па се досега сум присутна на сите рочишта. Имаме тука некои делови, јас би рекла според моје видување, кои што недостасуваат. Знаете, одбрани се одредени лица, да кажам, од службените лица или лица од МВР, меѓутоа не се опфатени со обвинение и други лица, ниту пак се повикани за сведоци во постапката, кои што и текако имале и одговорност и овластувања за постапување на конкретниот ден. Алудирате на тогашниот министер за внатрешни работи? Не алудирам на никого, бидејќи сите ние знаеме, па не е мое да кажам. Меѓутоа, кога веќе зборуваме за службени лица, значи, тука имаме пред се внатрешно обезбедување на собранието на Република Македонија. Значи, имаме закон за полиција, имаме структури во Министерството за внатрешни работи, кои што и текако имаат точно определени конкретни должности и овластувања. Тоа не значи дека јас можам како пратеник да влезам и да бранам, или, впрочем, тој и професорката го кажа пред малку, дека не е работа на пратениците да го штитат собранието. Меѓутоа, во таа категоризација на службени лица треба да се почитува систематизацијата и хиерархијата при Министерството за внатрешни работи, чива е таа должност и кому му припаѓа. Јас би сакала само да кажам дека да, треба да има различни аршини. Не смее да има исти аршини. Употребата на различни аршини не значи нееднаквост на луѓето пред законот, туку напротив, еднаквост на луѓето пред законот. Впрочем, и кривичниот законник, сигурно
многу подобро од мене го знаете, прави разлика. Да речеме, кога делото го извршило физичко лице, кога делото е направено од правно лице, кога делото е направено од лице во вршење на службена должност. Па различно се дефинираат и казните, и односот, и соодносот на казните, и можните казни и слично. Значи, тогаш кога имаме работа со луѓе кои што имале некаква должност, кога имаме работа со луѓе кои што биле на таква функција да можат нешто да направат, а тие луѓе не само што не направиле, туку направиле нешто спротивно од она што била нивната надлежност, за тоа не смее да има амнестија. Токму тоа е подривање на правниот поредок. Значи, самиот закон за амнестија е секогаш земјотрес на правниот поредок поради својот политички карактер. И не само на правниот поредок, туку има секогаш и многу психолошки ефект, заради тоа што кога ќе кажеме и супер би било да водиме сметка за луѓето, за ова зона, меѓутоа никој не зборува за водење сметка за жртвите. Секој закон за амнестија значи дека жртвата останала без завршница, дека жртвата останала со прстот во уста, дека жртвите не добиле задоволување од страна на правдата. Значи самиот закон за амнестија понатаму подразбира не само структурирање, различно казнување, различни аршини, туку подразбира и долготрајна постапка на работа со општеството, и тоа не само со директните жртви. Ние сите како заедница бевме жртви. Ние сите како заедница сме жртви заради тоа што, замислете, некој нападнал на највисокото законодавно тело. Ако тоа помини неказнето, тогаш што станува со обичните граѓани? Што може да очекуваат обичните граѓани? Како видна заштита може да очекуваат обичните граѓани? Значи, амнестијата е многу проблематично нешто, заради тоа треба многу ретко да се употребува, треба многу да се работи после донесување на еден ваков закон и да, треба различни аршини да се применат. Јас не би се сложила, сакам само една работа. И да, извинете, значи, кога веќе зборуваме за жртви, и такако кривичниот законник е јасен во тој дел и тој дел го има предвидено. Значи, кое е дејствието на амнестијата во однос на трети лица? Членот 115 од кривичниот законник е јасен и дециден дека со амнестијата не се задира во правата на трети лица. Трети лица, дали ќе бидат директните или индиректните жртви. Тоа значи дека они можат да си ги остваруваат своите права оштетни. Меѓутоа нема да биде починителот во затвор. Тоа е тој психолошки елемент на жртвата. Значи само оштетно материјално барање. Јас како граѓанин, јас сум психички повредена, јас сум испотресена од она што се случуваше во мојот законодавен тел. Јас не можам да имам оштетно барање, така? А јас како граѓанин сум оштетена од овој акт. Што ќе правиме тогаш? Ја ве разбирам, еве, јас го разбирам вашето чувство, но вие пред малку рековте дека апсолутно се согласувате со пратениците да бидат амнестирани. Да, условно и веднаш политички. Јас навистина не би навлегувала спрема пратениците, политички, не. Меѓутоа, значи, пак политички причини. Јас не можам да зборувам за политички причини. Ама амнестијата, па зборувате за амнестија, амнестијата е политички акт. Јас не можам да зборувам за политички причини, јас сум правник, адвокат. Меѓутоа, ајде, еве, кога сме веќе кај ако може само да одговорам на професорката, што би добиле граѓаните после ваквиот закон за амнестија? По однос на тоа дека ако ги едни бидат ослободени, другите не. Граѓаните после таквиот закон би добиле само едно уверување плюс, дека тие како обични смртници, ако сгрешат, никогаш нема да бидат офатени со акт на амнестија или некоја друга милост од државата. Тоа е негативната порака на овој закон што се праќа. Важно е организаторите да не бидат амнестирани. Во Нимбергските процеси не им се судело на обичните војници, им се судело само на оние највисоки раководни структури. Значи, граѓанинот треба да свати дека нема недопирливи, дека оној кој што е имал власта ќе биде казнет заради тоа што е злоупотребил власта. Тоа е најважното. Само дигресија, според обвинението,
описно пишано за секоја активност на секој од обвинетите. Сите тие имале дел од мозаикот, наречен терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Сакате да кажете дека Чавков и овој пејачот, како се вика оперскиот Игор Дурловски. Дурловски, дека иста тежина има нивното дело, ве молам. Мислам, ни на крај памет, ни на сон не може да се помисли дека некој кој што ги држал конците на полицијата во свој раце и некој кој што со пеење и со викање и слично ја повикувал масата да влезе во собранието, можат да имаат иста тежина. Не може Муковски и Чавков да имаат иста тежина. Муковски е представник на граѓаните. Тој може да отвара врати, може да затвора врати. Таму има полиција која што требала да реагира и таа не реагирала. Не реагирала затоа што некој од озгора наредил да не реагира. Тој од озгора што наредил, тој не смее да биде амнестиран. Тоа се сложуваме во целост, а Муковски не само што можел да отвори врати, него по правилата во собрание, по деловник, едини пратениците покрај други поименечно наброени функционери можат во било кое време да влегуваат и да излегуваат од главните врати. Према тоа сме го дискутирали. Заштитни греди. Имаат право. Според кој дело? Значи не се тие што го регулираат, а во моментот ако се десило тоа што сите го кажуваме или го гледаме, да кажеме дали е све баш така или не е друга работа, меѓутоа немало никаква наредба или немало никаква информација дека во вонредни случаи и тие не смеат, има други правила на евакуација на излез на влез. Меѓутоа тоа не е суштинско за одбраната, меѓутоа само се надоврзувам со професорката, меѓутоа сепак сметам дека милоста не од милосрдие овде во овој конкретниот случај. Во конкретниот случај е милоста од политичка прагма. Никаква милост за организаторите на упад во највисокото законодавно тело. Затоа што тие се тие кои што најчесто подлежат на неказнивоста. Нив мораме да ги казниме. Значи, во потполност се согласувам, меѓутоа во овие 33 луѓе јас не видов некој конкретен доказ. Јас не видов во делот на мојата одбрана дека има некој од овие 33, може би има, меѓутоа јас не видов, викам, дека е во кругот на тие организатори што ги викаат. Значи јас морам да ги држал конците на полицијата. Како може, мислам, да замислиме дека тој ја немал основната одговорност во целата работа? Видите, Чавков бил на висока позиција во полиција, не сум во функција на негов адвокат, меѓутоа има и надредениот Чавков, што не се обвинети. Не се ни повикани да дадат. Дали тоа значи дека Чавков не треба да одговара? Тоа не значи дека не треба да се докаже неговата вина. Значи, мене не ми се допаѓа дека без да се погледнат доказите, било кој човек се вкалапува во една ситуација правна и тука е најголемата штета, можда што ја правиме и вечерва и претходните дискусии околу законов за амнестија и посебно овие шпекулации. Тоа штети на целиот судски процес, затоа што после вакви дискусии наши, ваши, на јавноста, мислам, на јавноста има потреба од тоа. Дел од обвинетите пропеа пред судот. Кој ви гарантира? Нивните искази ќе имаат влијание во крајната судска одлука. А кој гарантира под кои мотиви се дадени? Дали се точни вистините тие искази, а ја насочуваат постапката до еден, да кажам, невообичаен со најблаг збор на водење на судскиот процес, на постапката од страна на судечкиот совет. Вие сте експерт по човекови права, сте во Хелсински комитет и слично, меѓутоа вулгаризирање на судењето во разумен рок, малтретирање на адвокатите и на сите учесници во постапката, вклучително на обичните службеници до 12 на полноќ, правење
поставување на прашање, конкретно на, ево, тука е поповика на колешката. Реакција вчера на таа. Добро, ова не е дел од темата за разговор вечерва, така? Не е дел од темата, меѓутоа... Или сакате да ја прошириме темата? Сето тоа влијае на целиот процес. Затоа, јас мислам дека треба да е малку помилозлива државата према сите. Не исклучувам одговорност, бидејќи за сега тие не се обвинети, а законот дава можност да бидат обвинети организаторите за други дела, кои можат да се подведат нивните действија според кривичниот закон, и тие дела да не бидат опфатени во финалниот текст на законот. Значи, државата им дава можност, доколку сметаат дека на ваков начин ќе остане дамката на виновност, бидејќи амнестијата на овој или оној начин предпоставува дека луѓето се виновни, што е обратно од правната логика, нали, дека секој е невин додека не му се докаже вината. Меѓутоа, амнестијата дефинитивно има една малку поинаква логика и затоа е политичка, а не правна. Значи, секој од овие луѓе има право да не побара на него да се примени законот за амнестија, да си оди во редовна судска процедура и таму во судска процедура да му се докажува вината. Зашто тоа не би го направиле тогаш секој од нив? Секој од нив би го направил и повеќето од нив ако бидат сигурни, ако имаат правна сигурност, во фер процес, во фер судење и во фер оружја кои ќе се прифатат. Значи, ние зборуваме за потполно разнишена доверба во судството и вие сега со запретена казна од 10 години затвор ќе речите јас не сакам амнестија, ќе се докажувам, а гледате дека не ви се дозволуваат прашања да поставувате. Вие ако поставувате прашања ќе ве држам до 2 сабајле. Утре се враќате на судење, делот од винетите ги се враќаат во домашен притвор, во 3 сат од дома 4, за утре во 10 да се тука. И тоа е фер судење. Мене малку ми звучи на добар изговор само. Не е изговор, меѓутоа целото тоа вие од позиција, од теоретска позиција. Николовска да друг дел. Знаете како, јас сега имам впечаток, еве гледам дека и професорката кажува треба да има различни аршини. Значи не е за сите исто. Ако е ова мислењето кое преовладува, тогаш која е оправданоста сите 33 во онаа судска сала да бидат обвинети за исто кривично дело? Се извинувам со исклучок, само да завршам, ве молам. Со исклучок на двајца кои што се за помагање, затоа што јас ве следев внимателно, членот 313 не вели ни физичко, ни правно лице, ни службено, ни неслужбено, ни обичен, ни необичен граѓанин. Членот вели тој што со намера ќе предизвика акт на насилство или ќе со предизвикување експлозија, пожари така натаму, ќе предизвика акт на насилство или ќе создаде чувство на несигурност на и стравка и граѓаните. И ќе биде казнет од колку до колку? Со затвор од најмалку 10 години. Од најмалку 10. Така меѓутоа може и повеќе, така? Апсолутно. Значи судијата може разлика да направи, значи може различни аршини. Меѓутоа не можете вие во таа категорија, вие сами рековте пред малку и се демантирате сега, рековте дека Чавков и Дурловски не можат да бидат на исто ниво. Сега, затоа што господинот Чавков имал не знам какви надлежности бил на таа позиција, а господинот Дурловски затоа што само пеел, ајде паушално, едниот нека оди 10 години у затвор, другиот нека оди 20 години. Ако ме слушавте добро. Значи, само да завршам, ве молам, ја ве следев внимателно и не ве прекинував. Она што јас сакам да го кажам е дека за едно вакво кривично дело, кое што и како е сериозно и се работи за навистина тешка запретена казна, не можете на таков начин. Вие и на почетокот споменавте, не знам, заведени, изманипулирани, за тие исто треба да има амнестија. Јас не видов дека има малолетни граѓани влезени во собранието. Значи, зборуваме за полнолетни лица, за свесни лица за своите постапки.
Што е да кажам кога веќе споменуваме полиција и структури? Што е со оние полициски службеници, еве јас тоа сакам да прашам, од специјалните единици, знае и колегата, мислам дека беше присутен, и вие како медиуми се гледаа снимките, кои што во униформа, маскирани и така натаму, и тие стојат мирно, не превземаат апсолутно ништо, дури и се поздравуваат со маскирани лица. Значи, изгледа не ме слушавте на почетокот што кажав. Дека не треба да има амнестија за оние кои што се организатори. Дека не треба да има амнестија за водачите, значи ни за Дурловски, заради тоа што тој сел, значи дека различно може да се квалификува, да, како водач, значи, па го гледавме цело. Да, значи, само за момент, битието на ова значи, кривично дело е нешто поинакво за службениците, дека не треба да има амнестија за тепачите. Како ќе бидат оквалификувани во рамките на она што представува изрекување на казна, тоа зависи од изведување на доказите, тоа зависи од она што представува проценка на судот, тоа значи дека за истото кривично дело можат да се изрешат различни казни, така вика нашиот кривичен законник, така вика законот за кривична постапка. Но кривичниот законник во исто време вели и нешто друго. Битието на ова кривично дело подразбира нешто друго. Значи, битието не зборува, па не, ама еве ви кажувам, тоа е исто така важно, затоа што од битието на делото зависи впрочем и казнената политика. Кој дел од битието на ова дело не е извршен од овие 4 категории? Кој Тоа дел? е ваше категоризирање на луѓето, но не значи дека е така од доказите. Кажете ми, јас прашувам, кој е кажете ми предизвикувањето на кој дел од насилството? битието? Па еве не јас ви предизвикале кажувам. насилство. Значи тоа Јас што не генерализирам за сите, конкретно зборувам. Еве, конкретно прашувам на ниту една од снимките. Ќе си земам за право и за слобода да коментирам за мојот клиент, за мојот штитеник. Насилие нема во ниту еден момент. Па еве го споменавте сами Дурловски. Пеењето на песна е насилие. Значи, може за Дурловски. Значи, Мислам, не сакам да коментирам за во момент. негово име, единствено го искоментирам овој момент. Само за момент. Значи, дозволено ви е слободно. 3 месеци создавал атмосфера на омраза, повикувал на линч, ја загревал масата. Да, масата може да биде манипулирана. Оние баби и дедовци таму кои што беа, не треба да бидат малолетни за да бидат манипулирани. Полнолетни граѓани се манипулираат. Деловно способни граѓани се манипулираат. Значи, дали вие учествувавте исто така во протести претходно, дали учествувавте? Јас бев водач. Вие бевте исто така водач, нели? Да, јас бев водач и јас не го порекнувам тоа. Па која тоа. е разликата од вашето водење и водењето на останатите? Во моето водење, која е разликата? Ја не повикував на насилство, не повикував на омраза, не повикував на линч, не повикував на рушење на собранието, не повикав никого да влези во собранието, не повикав никого да тепа некого. Значи, тоа е разликата. Атмосферата на омраза која што ја создава овие луѓе, тоа е она која што ја поведе масата во тој момент. Тоа е ваше гледање на работите, доколку видите, значи не би се суд. сложиле и другите, мислам, јавноста ќе цени суд. кој на што повикувал и кој како учествувал во Ако протести. сакаат да го спроведат она што ќе го каже судот, ќе си одат до крај со судењето. А ако мислат дека постои шанса да бидат казнети, ќе си одат со амнестија. Ќе ги прашаме, ќе кажат обвинетите, ќе имаат. Меѓутоа, ја лично, ни за организаторите, ни за водачите, ни за полицијата, ни за тепачите, не би дозволила амнестија. Спада слушнам изјавата на обвинителката Вилмерскоска. Па немам што да додадам, останав без текстот од колешките. Меѓутоа, сакам да се навратам на оно претходно. Претходно сум гостувал во оваа емисија и кажав кај вас, и кажав дека мене целата, тоа беше дента која обвинението беше објавено, јас не го имав прочитано за разлика од вас, и кажав дека мене од она што го знаев во тој момент, ми
целата ситуација, целиот настан кривично правен, да го наречеме, ме подсетува како на еден добро режиран филм од Квентин Тарантино, каде што повеќе приказни неповрзани навидом меѓу себе и некој ги координира, тоа е вештата палка на режисерот. Тука се слагам, ако имало режисер, значи организатор, се слагам дека тој не може да биде опфатен во оваа работа. Меѓутоа, не можам да се сложам со мене лично како бранител на еден од претениците, ми одговара и овој текст на закон сега, што се шпекулира дека е. Меѓутоа, нема да бидам... Најавите најмногу. Нема да бидам коректен ако не го кажам моето мислење, дека сметам дека убеден сум дека на начинот на кој се презентираше целиот настан преку медиумите, мислењето на професорката е учествувало во креирање на јавното мислење и мејнстрим медиумите го прикажаа настанот на еден начин што не е така баш се во реалноста. И сега сите Значи ни го покажа јавно во живо го гледавме. Океј, точно е. Меѓутоа, океј тоа. Све што го гледавте е вистинито. Меѓутоа, настанот има... можевме да пренесуваме. Настанот има свој тек и од претходно и после тоа. Улогите не се препознаваат. Значи, ние што го тепаа Павле Богоевски не го тепаа. Се препознаваат тие. А каде се тие во судница? Не се во судница. Тие се препознаваат, а ги нема. Значи, Тоа е проблемот. Да, апсолутно дека треба да бидат и тие во судница и секој полицаец таму што стоеше треба да биде во судница. Тука се согласувам. Каква правда? Дефинитивно. Каква е правда ако некој што имал активно учество во настанот? Каква е тоа правда? Никаква кривична правна репресија не осетил. Така е. После настанот, а некој што изгледа дека има поголема улога, бидејќи се нашол на некое место, треба да ја докажува спротивно на сите начела да направите својата невиност пред суд во кој нема доверба. Не, треба нему да му ја докажат вината. Не, јас само цитирам некои професори други што рекле дека нека си ја докажуваат невиноста. Не е наша работа да докажеме. Ја не сум од тие професори. Не, меѓутоа сите генералното мнение вика оди докажи си дека си невин или прифати амнестија. Судот треба да докаже вина. Значи тоа е работата. Судот треба не само врз основа на сведочења, туку врз основа на материјални докази, врз основа на многу добро изграден случај, треба да докаже вина. А ако има сомнение во вината, нели како беше она, поарно 10 кривци слободни отколку еден невин во затвор. Само биде на работа. Сите забораваме кога зборуваме за ова кривично дело конкретно, дека самото насилство по себе и самото влегување во парламентот и рушењето на парламентот, да влезеле со багерот во парламентот, само по себе не е кривично дело терористичко загрозување без суштинскиот елемент. А тоа е? Директна умисла, односно намера. Значи, а што им била намерата кога влегле внатре? Значи, вие сега што им била треба да предпоставиме, а јас сметам дека обвинителството треба да докаже, да има доказ, поврзани телефонски разговори, материјални докази, сведоци и други, за да се докаже и намерата. Иначе намерата, сите ја предпоставуваат дека имало таква намера, бидејќи од првиот ден до сега не векам дека не може да било така. Па тие намерата ја кажуваа 3 месеци. 3 месеци на цел глас ја викаа намерата. Така што ја не знам, мислам, која би била друга намерата, освен таа која што јасно и гласно ни ја кажале. Па ни ја трубеа главата, ни ја наполнија. Ево, значи, Горан бе ви кажал. Абе, на гајби, на бини, на ова, на она, сите ни ја кажуваа намерата. Ние што све сме изнаслушале по тие политички митинзи, ако ки судиме за намерите, не важи, јас не се слагам. Сепак од дел од доказите, некакво организирање е очигледно. Значи, дел од насилниците не носа во джип качулки, па рекоа ајде да се прошитаме по собранието со маски во глава. Значи, јас не би сакал... Или со оружје, како што самите дел од обвинетите самите признаа во исказите. За мене тоа што признале ништо не значи. Одма да ви кажам, меѓутоа така зборувам и за. Меѓутоа, јас верувам дека имала некаква организација. Немој да, значи сега само контратеза поставив, иначе верувам дека имала некаква организација. Верувам дека некој имал и намера.
Меѓутоа верувам дека онде од 33 луѓе има луѓе што се неадекватно обвинети. Ја мислам дека 330 таму треба да бидат, а не 33. Па не сум сигурен се. Може би и нешто повеќе. Јас ако имам некоја моќ, ако би биле вие обвинител, не би гласал за вас. Така? Да. А ја баш би гласала за себе си. Господин Николовски, да ја слушнеме изјавата на обвинителка. Знаете како, значи, ќе се согласам во делот со колегата ова што го кажа, дека ние навистина можеме сите да шпекулираме, вака или онака. Товарот на докажување на обвинителството. Тоа е неспорно и тоа е законски така. Но она што да кажеме може би климаво во целата оваа работа. За да на еден ваков начин се оди дека се работи за организација на овие обвинети лица, треба да се докаже таква организација. А ние сме сведоци во судница дека 90%, еве 80% меѓу себе луѓето не се ни познаваат. Значи, нема поврзаност, нема комуникација, ниту пред настаните, ниту за време на настаните, ниту по настаните. Значи, за да се докаже една таква поврзаност, треба навистина да постојат докази за тоа. А во конкретниот случај, сам ние гледавме и материјални докази и се виде кој со кого како комуницирал. Неспорно е тоа, зборувам барем во делот на телефонски разговори, СМС, пораки и така натаму. Така да не можете вие да ги поврзете. Мојот штитеник Игор Дурловски го познава од телевизија. Борис Дамовски го знае од, мислам, карикирам со сето ова, но ви кажувам, нема комуникација меѓу тие луѓе. Се извинувам. Значи, јас бев дел од шарената револуција. Значи, ние бевме многу добро организирани. Во ниту еден момент, значи, и да сакавме, во некој момент да ни паднеше на памет, немаше шанси да му се приближиме на собранието. Значи, морало да постои многу јака организација, внатрешна организација во... Се извинувам, не можам поентата до крај да изведам. Значи, организација во која што биле... Значи, организација во која што биле вмешани силите за внатрешна безбедност, во која што биле вмешани и безбедњаците од собранието, во која што биле вмешани на некаков начин и пратениците, во која што биле вмешани многу луѓе кои што во целиот овој период беа идентификувани како водачи, за да може да се направи ваков упад. Значи, шарената револуција и да сакаше, не можеше да допри до собранието. Овие луѓе одеднаш успеа да влезат во собранието. Не се случува тоа спонтано. За тоа стои многу моќна, многу силна и долго подготвувана акција. Значи, вие како припадник на шарената револуција, јас лично не сум била на ниту еден настан. Ни на шарена револуција, ни на протести, апсолутно на ништо. Меѓутоа, по начинот на кој што комуницирате и држите тези, мислам дека сте пристрасни и дека тоа е толку такво наглување на работите. Јас ќе повторам дека, барем како професор, вие сигурно подобро знаете од мене и повеќе, се извинувам, читате и анализи и текстови, вие сами знаете дека амнестијата, еве да се навратам, сушност треба да резултира и со правна сигурност, и со воспоставување на една политичка состојба, решавање на обштествени прилики и така натаму. Амнестијата никогаш не носи правна сигурност. Амнестијата е неправен акт. А во 2001 амнестијата што донесе? Значи, исто, луѓе, тоа е политички неправен акт. Дали се разрешија негативните емоции меѓу луѓето со актот на амнестија од 2001 година? Ама ние ако решаваме емоции на 2 милиона народ, мислам, таман работа. Па баш затоа, па затоа се носат законите за амнестија. Да постои хармонија меѓу луѓето. Не може да постои хармонија, ќе има секогаш жариште на конфликт заради тоа што самиот акт на амнестија. Да ги свати работите, тоа е веќе личен проблем. Комплетно?
Како го гледате вие тоа во однос на правната селекција? Јас на вистина не можам да кажам. Еве искрено ви кажувам дека не можам да кажам заради тоа што немам видено конкретно решение. Ме сваќате, од тоа ќе произлезат некои работи. Како адвокат во случајот терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, како да се направи правна? Како правник ве прашам, како да се направи правна? Јас прво и основно што од самиот старт стојам на тезата дека тоа кривично дело е престрого. Преквалификација, значи. Ама тоа е ваше лично мислење. Како и вашето. Значи, ваше лично само мислење. да завршам, ве слушав. Значи, има и други моменти овдека. Значи, јас во однос на делото го кажав својот став, во однос на таа квалификација. Но, знаете како? Јас ова го споменав и пред некој ден, исто така имав едно гостување. Амнестијата е чин на политичка мудрост измеѓу останатото. Прочитајте го тоа, има луѓе кои што се бават со тие работи, кои што се стручни и се експерти во тие области. И впрочем, во оваа ситуација, пак ќе напоменам, јас колку што ме служи сеќавањето, токму премиерот беше тој кој што прв повика на помирување и на подавање рака. И рече дека тоа нема да значи амнестија. А какво ќе биде, ако ми дозволите, ве молам, а какво ќе биде помирувањето и какво ќе биде решението, за тоа има формирано тело. Се надевам дека внатре има навистина стручни и квалитетни лица кои што ќе вика на јавна сцена осумните пратеници ја ставаат законот го ставаат како услов за третата фаза од уставните измени. Да, и тоа е... На јавна сцена го кажуваат како услов. Ниту помирување, ниту... Не, јас го кажувам само како момент, уште од кога беше сето ова направено, ме сваќате? Тоа беше да се гласа за отворање на устав. Не, тоа беше пред се еден човечки гест. И пак стојам на тоа. А кој какви цели има од сето тоа, јас не сум таа што треба да тврдам. Тој човечки гест, според мене, ќе отвори врата утре во било која слична ситуација, луѓето да посегнат по насилството како решение, како политичка алатка и да очекуваат за тоа да бидат амнестирани. Ова што се случува сега во затворите е еден најсиров показател на пораката која што е пратена. Во одреден момент, на одреден начин, одредена политичка структура ќе ве ослободи од казната, независно од тоа како сте го прекршиле законот. Ако тоа прекршување било со атак на највисокото законодавно тело, тогаш сигурно ќе бидете ослободени. Тоа не е мој предлог. Јас би сакал да кажам нешто сега. Амнестијата не е нешто што е измислено сега или ние што да дискутираме. Амнестијата, уште турските султани после секое востание од различни причини давале уриет и после Карпошовото повостание. Од која го стокмиле Карпош? Го стокмиле Карпош. Карпош. Карпош го стокмиле, не го амнестирале, така? Па и сега ги стокмиле. Има некои што се треба осудени. да го стокмиме Чавкос, па после ќе амнестираме. Па нека биде, ако мислите така, нека биде така. Меѓутоа, политичката милост не произлегува од само од добра волја. Значи, за амнестијата се кријат и политички интереси. Како што султанот имал за уриет политички интерес за да се врати населението што учествувало во востание да зема од кого да има да наплатува данок, сега има други политички интереси. И затоа јас сум присталица на една поширока амнестија. Селективно. Пауза за реклама. Добро дојдовте назад во студиото на 24. Анализа мора да потенцирам интересна и жестока на моменти дебата. Дискутираме за законот за амнестија, кој што денеска се пофалија од подгрупата за помирување дека е напишан, меѓутоа не кажа детали како ќе се прави правната селекција на тоа кој од 33 обвинети за терористичко загрозување на уставниот поредок, односно 31 за тоа дело и двајца за помагање ќе бидат спасени од евентуален затвор ако од ова ги исклучиме
пратениците кои што гласаа за отворање на Уставот. Игор Кичец, адвокат, Ружица Николовска, адвокат, дел од одбраната во насудењето за 27 април, Мирјана Најчевска, универзитетски професор. Неколку пати во првиот дел ја најавив изјавата на обвинителката Вилма Русковска. Јас би ја повикала режијата доколку е подготвена да ја пушти да ја чуеме околу се тоа што се случуваше денеска. За лицата кои беа дополнително спомнати, во таа насока се прибираат докази, затоа што знаете дека само врз база на изјава на еден обвинет не може да се води постапка, не може дури врз база ни на изјава на еден сведок, ако нема и дополнителни докази. Проширување нема да има, евентуално ќе има нова постапка. Русковска зборува околу исказите кои што ги дадоа дел од обвинетите и кои што во притвор го однесоа поранишниот директор на УБК Владимир Атанасов. Во одвоена изјава за дел од медиумите, обвинителката на конкретно прашање дали ќе има преквалификација на делото, вели дека за сега не планира, меѓутоа ќе одлучува и кога ќе го види законот за амнестија кој што го подготвија од собранието. Професорка, треба ли да има преквалификација на ова дело? Значи, навистина не ги знам конкретните случаи. Го знам само она што можам да го видам од медиумите или она што на овој или оној начин, формален, неформален, ќе допри до мене. Прво, преквалификација на делото може да се направи, како што знаат и колегите правници, во било кој момент, така што може да се изврши. Законот за амнестија нема врска со преквалификацијата на делото. Значи, дел од луѓето можат да бидат дел од законот за амнестија, за тие кои што нема да бидат офатени со законот за амнестија, апсолутно дека може да се направи и преквалификација и тоа зависи од јавното обвинителство и од она што ќе биде дел од собирањето на сите елементи врз основа на кои што се градат обвинителните акти. Дали треба да има, тоа е многу индивидуално прашање. За секој конкретен случај треба индивидуално да се цени дали за тој конкретен случај треба да има или не треба да има преквалификација. Во ниту еден момент јас не би одела на генерално менување. Колку е упат, рековте вие многу пати вечерва дека амнестијата по дефолт е неправно решение, по автоматизам е упат во правото. Колку овој притисок за евентуална преквалификација на јавното обвинителство, бидејќи денеска Рамчиловиќ вели оние што ќе бидат амнестирани ќе бидат, за другите може да продолжи постапката за здружување поради непријателска дејност, например. Да. Значи, законот за амнестија, веќе неколку пати повторив, е политички. Мислам, го носи, тоа е закон. Значи, не е дел од правосудниот систем. Така, значи, самиот закон за амнестија е онаа сива зона во која што се мешаат законодавната и судската власт, заради тоа што и покрај тоа што имаме три вида на власти кои што на овој или оној начин се независни едни од други, постојат мешања, да речеме извршната се меша во законодавната со тоа што ги предлага законите, текстовите на законите или на сија се други начини легални и нелегални. Меѓутоа, ова не може да се смета како нелегален упад на законодавната власт во судската, туку како многу легален, многу правно предвиден упад кој што се применува баш заради тоа што е упад, многу ретко во многу исклучителни ситуации и со многу јасна политичка намера и цел. Кичец, Рамчиловиќ веќе се каже и друго кривично дело. Да, тоа е интересно кривично дело и јас веќе има постапка по тоа. Од почетокот размислував кога припремав одбраната како е можно да одговараат за вакво дело одреден број луѓе, па да нема некој кој ќе одговара за здружување, посебно не организаторот затоа што посебен има статус во тоа дело организаторот на таквото криминално здружение кое е политички мотивирано или бидејќи е сместено во таа глава. Сметам дека формални пречки, бидејќи амнестијата е дефинирана и помилување во кривичниот законник, многу едноставно. Вие немате никаков проблем, нити ќе се судрите со
освен можда со некој уставно начело, ако кажете тој, сите ги амнестираме, тој поименично може да ги направите, не. И тоа е закон. Значи, нема таква формална пречка која може да исклучи, така да се е можно, меѓутоа тоа не е вообичаено. Кај амнестијата генерално се бар нема поименично определување на луѓето, досега не сме видели и не е вообичаено, тоа е кај помилувањето. Затоа треба да се групираат луѓето според кривично дело од законот. Не можете вие да речите по действијата. Може теоретски, меѓутоа тие што се по став 1, став 2, став 3, по тој член, по тој член, по тоа дело се амнестираат. Политички не може да измери, значи тоа би било папазијанија политичарите да мерат кој колку е крив, дали бил Чавков крив или бил Муковски или значи тие се политички води и неблагодарно би било политичарите да кажуваат кој зашо бил заслужен таму и кој треба да биде амнестиран или не, без дистинкција нумеричка по членови на закон или по ставови. За мене само тоа е, да кажам, издржана амнестија која ќе има најмали последици. Сигурно ќе има незадоволни, бидејќи објект на заштита се граѓаните, нивното чувство на вознемиренов страв, тоа е објект на заштита се граѓаните во ова дело, за разлика од да речеме другото кривично дело тероризам што постои, тоа е во друга глава. Во ова дело и ова има елементи на тероризам, меѓутоа една од разликите по објектот на заштита. Со други зборови, ова дело е тероризам, односно насилство, има паралела со кривичното дело насилство за политички цели. Уставниот поредок е објект на заштита и правната сигурност, а жртви може да се и граѓаните. Значи, услов е граѓаните да се тие кои ќе се загрозени, вознемирени и така натаму. Да се предизвика страв и загрозеност. Николовска Русковска спомена, нова постапка се истражуваат исказите на делото винитите, ја слушнавме искази пред судот кои што направија и пресврт, барам во јавноста така беа доживувани. Се споменаа многу имиња, директно се поврза 27 според делото винитите и со ВМРО-ДПМН и со тогашното високи функционери на ВМРО-ДПМН, дел од нив демантираа и така натаму. Колку тие искази може да донесат до нова постапка, како што вели обвинителката? Знаете како? Обвинителката всушност и убаво кажа дека сам по себе исказот на еден обвинет не може да биде единствениот постулат врз основа на кој ќе се отпочне обвинение или ќе се оформи нова постапка или ќе се отпочне истрага. Значи сето тоа треба да биде во една корелација и со други докази, без оглед дали станува збор за материјални или за вербални. Меѓутоа, знаете како? Јас тоа го имам споменато и претходно и сега ќе го кажам, еве колегата ќе го напоменам посебно бидејќи тоа работиме. Давањето на своја одбрана е право на обвинетиот и од него зависи дали ќе го искористи или нема да го искористи. Но тоа го напоменувам пак. Не станува збор овде за давање на одбрана или изјава како сведок. Значи зборуваме за давање на своја одбрана. Не се случува тоа под заклетва и тоа е на начин на кој што обвинетиот смета дека му одговара. Што значи, може да каже што сака, како сака и да не биде вистина. Тоа е апсолутно негово право. Но во конкретниот случај станува збор за навистина еден од поспецифичните, да не кажам единствен случај во историјата на нашето правосудство, кој што премногу е медиумски експониран и луѓето го следат и буквално се толкува секоја една изјава, секое едно напишано парче текст и треба да бидеме внимателни со тие работи. Професорке, рековте дека амнестијата треба да завршуваме е политички прагматизам и така натаму. Кажавте дека да, поради
повисоки политички цели во моментов јавно е веќе уставните измени, меѓутоа да се откажат од пратениците, освен тројцата обвинети пратеници, кои што ќе бидат опфатени со законот за амнестија. Делото сумката од ВМРО ДПМН се пратеници кои што се обвинети во други дела, сериозно. Таму Елизабета Канчевска, Милевска, во случајот тендери на СЈ, делот останатите пратеници индиректно ги споменува, односно ги оспорува притворите на Сашо Мијалков, Форце Камчев во однос на тоа дека влијаат негативно на процесот и така натаму. Треба ли власта со сите да прави политички пазар за нивната невиност? Значи, да, многу е проблематично. Еднаш кога ќе ја влесите политиката во она што представува судење, откривање на вистината и посебно атакување на неказнивоста на високите функционери е неверојатно проблематичен чин и ја лично мислам дека треба да се направи одредена разлика меѓу ова што се случуваше во собранието и она што представува условно кажано сиров криминал. Значи, она што представува кражба, она што представува малверзација и таков вид на криминал кој што никако не можеме во никаква ниво најшироко разбирање да го подведиме под некој облик на политичко делување, па дури не насилно политичко делување или остварување на одредена политичка цел и слично. Така што мислам дека тука многу јасно може да се направи границата и да се раздвои сировиот условувањето е исто за пратенички глас. Значи, ја лично уште од почеток бев против тоа, значи против подвегнување на таков вид на условувања и сето тоа и апсолутно сум против тоа. Се она што представува сиров криминал да биде дел од политичката трговија. Ви благодарам што вечерва бевте гости во 24 анализа. Почитувани, вам ви благодарам на вниманието, останете и понатаму со телевизија 24. Пријатно.